Добро дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде криминологот и безбедносен експерт Љубомир Ѓурчевски. Добро дојдовте. Добро вечер за гледачите на Алфа телевизија. Љубомир, една година имаме друга власт, многу работи се случија во меѓувреме. Дали може да кажеме дека после една година од она што се случуваше претходно и во меѓувреме, полека, но сигурно се одмотува она криминално клопче македонско и се случуваат работи кои што требаше можеби да се случат многу одамна, но еве имаме некаков зародиш на некаква си чистка или пак пресметка некаква си со картелите, нешто што го немавме во еден период од 7-8 години. Значи јас тоа би го дефинирал како враќање на постапките на органите за безбедност на улиците и превземање на контролата на улиците од криминалните групи. Затоа што ние 7 години наназад дневно имавме по една безбедносна или до две безбедносно криминогени афери кои што сме ги анализирале, сме зборувале било да е тоа за финансиски криминал, било да е тоа за делот на насилниот, на бруталниот криминал, на трговијата со дрога и така натака. Значи во онај период јас секој пат го земам како критичен момент удирањето на полицајката од пајакот и почетокот на неказнивоста на организираните криминални групи, односно враќање, односно исполнување на обврските на политичките елити спрема организираните криминални групи во онај дел на неказнивоста, затоа што претходно организираните криминални групи им извршија многу валкани работи на тие политички елити за да се инсталираат како власт во Република Македонија. Сега да се вратам на суштината на вашето прашање, значи сега во оваа година имаме една ситуација кога со примена на законите новата власт, посебно Министерството за внатрешни работи и другите истражни органи силно превзема законски активности, тоа морам да го нагласам, законски активности во борбата со организираните криминални групи, па вие гледате дека се равчисти со картелите, да ги наречиме картели, се уште тоа не се некои картели како во Колумбија или како во Мексико и така натака, но за македонски услови, значи можеме да зборуваме за добро организирани криминални групи со добра инфраструктура и голем капитал. Значи тоа можеме да го констатираме за тие организирани криминални групи и вие гледате дека се равчистија неколку убиства, неколку престрелки према на тие организирани криминални групи, меѓу кои што и Шишабар, и убиството во Грција, и другите убиства, и убиството што беше кај село Блаце, од Туша фамилијата и така натака, значи сите тие вратки понатака. Дури Штекли го уапси. Да, према Раде Штекли. Легенда на Бегалец еден вид. Не, легенда на Бегалец, него се равчисти со уличната мрежа. Затоа што Раде Штекли беше координатор на уличната мрежа за дилање за трговијата на мало, на што викаме кај дрогата, на трговијата на мало за подрачјето аеродром, кисела вода, центар, Карпош, Тафталиџа надоле се, и имаше една добра структура 20 луѓе кои што работеле за него. Тоа значи дека дневната доза која што ја продавале можеби надминувала и 2-3 килограми хероин, башка марихуана, башка другите опијати и така натака. Значи да не ова се претпоставки, проценки, но треба да се види према бројот на уживатели, може многу лесно да се пресметат која е дневната доза на она што уживателите на опојни дроги во Република Македонија ќе го конзумираат денеска, па колку и да преземаме активности, што и се да правиме, значи тие илегални канали, тие функционираат и текако. Понатака, силно се мавна во делот на економскиот криминал, силно се мавна во делот на царинската управа, каде што приливот на средства во буџетот од царинското работење нели се намали, шверцот е огромен и така натака. Значи, затоа реков, посебно нагласи, законита борба против организираниот криминал кој што едноставно беснееше во Македонија до пред година дена и сега викаме, значи улиците ни се многу побезбедни, но се уште имаме криминал, да не се лажиме сега, да не викаме дека, но битно е дека се додека опозицијските лидери
стануваат са бајле и викаат оставка на Тошковски, се до тога знаете дека Тошковски да, опозицијските лидери, па и Дуи. Па и Дуи, се додека викаат оставка на Тошковски, знаете дека Тошковски не е влезен во коруптивни скандали, дека Тошковски силно ќе мавнит и уште посилно ќе мавнит со целата таа инфраструктура и со се на организираните криминални групи, но тука се поставуваат прашањето колку брзо ќе успееме целосно да го подигнеме обвинителството, да биде ефикасно и ефективно, исто како во случајот со истрагите што се водеа за Кочанскиот случај. Мислам, таму имаме, значи и обвинителството за организиран криминал кој што работи против 27 полициски службеници, на другата страна, нели, државното јавно обвинителство кое што ја заврши истрагата и поднесе. Денеска обвинителниот акт пристигна во кривичниот суд. Добро, тоа се заврши она постапка на делегирање на суд, затоа што судиите во Кочани нели беа исцрпени со тоа што во претходната постапка учествува, а што му учествува во претходната постапка согласно закон не може да бидат вклучени во главната постапка, односно во главниот претрес, и затоа беше потребно да се делегират суд, они се отидоа преку апелација Кочани, нели, тоа си е постапка до Врховен суд. Блиску се и Штипскиот и Кочанскиот се премногу блиску во приказката внесени, Македонија е ова, роднинските врски, како и да се, мислам, не само исцрпеноста. Затоа она одлука на Врховниот суд е крајно максимално законите и професионална, делегираше стварната надлежност, ја делегира на Скопскиот кривичен суд, каде што викаме во Скопскиот кривичен суд имаме многу искусни судии, многу честни судии, имаме и слабости, но имаме и навистина професионални судии кои што мислам може да се носат со се она што ќе се случуваат на главните претреси и во изведувањето на доказите во делот со трагедијата во Кочани, затоа што јас често пати знам да кажам и тоа стално го апелирам према семејствата, да, они се жртви, они се оштетени и они треба да се држат само до законите. Јавноста треба да им помогне, медиумите и така натака, со реално следење на постапката и изведувањето на доказите, за да се добие еден крајно професионално и законит спроведена постапка, но при тоа да се исклучи влијанието на политиката, затоа што она што го прават некои политички субјекти со политички мотивирани протести и така натака, само им наштетуваат на семејствата, односно ја што викам, копаат по раните на оштетените на семејствата, знаете, тоа е многу гадно, многу тешко и тука мислам дека некои политички партии навистина треба да се преиспитаат дали во една таква ситуација тие треба да преземат такви действија. На крајот на криштата нека се огледаат на опозиционото делување на сегашната власт, кога ни се случува Ласкарци, кога ни се случуваше Тетовската модуларна болница, кога ни се случуваше Бесатранс, дали се копаше по раните на трагично загинатите луѓе. Така да мислам дека ова што го прават со Кочани, што онадат наместо да побараат и да дозволат, она што викам ја, да, семејствата имат право се да барат, државата треба да им даде, треба да се рехабилитираат, треба да се помогнат на тие млади луѓе да се вратат во нормален живот, треба да се обезбедат вработувања за тие, затоа што нели има веќе некои со други потешки повреди кои што физикалците многу добро ќе си ги кажат и ќе си ги лекуваат, ќе си ги процесуираат. Сега нема ние што да мудруваме и да кажуваме. Да, семејствата треба да барат, државата е таа која што треба да овозможи се што е во незина моќ за тие луѓе да се вратат во нормален живот. Без влијание на политика и без мешање на политики и така натака, мислам дека тоа е најдоброто решение, затоа што со тоа што ќе излезат 2 сати, што ќе шетаат по протести, што ќе кажуваат политички гадости, си наштетуваат само самите себе како семејства. Дали заради тој се повлекоа, сватија дека е контрапродуктивно, бидејќи наспрема таа ука-бука која што беше искрено кажано морбидна, мислам дека дури се надевам можеби повеќе, СДСМ и ДУИ веќе се отргнаа малку од тоа што го правеа на ова поле и не ги гледаме во последно време. Можеби грешам, можеби утре не грешите, па видете, мислам, или сватија дека ја утнаа работата, дека не требаше да го прават тоа што го прават. Па видете, мислам дека по медиумиве многу експерти, меѓу кои и јас,
во една ваша друга дебатна емисија пред 2-3 недели, зборував истото ова што го кажувам. Така, кај Бетмен, да. Кај Бетмен, кај Богдан Илиевски, и мислам дека постигнавме еден ефект да опозицијата на вистина се освести и да ги остави семејствата и луѓето, значи и државата, исто така и државата, да направат се што е, па дури и завчера имав можност и чисто го поздравувам тој дел каде што веде градоначалникот на Кочани, значи го повика премиерот, премиере дојдете во Кочани, дајте да седнеме, да видиме, да разговараме што треба, како треба и како треба да се помогнат на тие луѓе. Со она што ќе шетаат по улиците нема помош, да не се лажиме. Да не се лажиме. Конкретната помош е пониква, конкретната помош е уредување на болницата во Кочани, средување специјалисти, носење и така натака, затоа што тоа им требат на тие млади деца. Така, евалуација прават на состојбата и тоа е битно, следење на состојбата, дефинитивно. Да, следење на состојбата. Ете, тоа е. Тоа и затоа јас си земам за право, значи да ги повикам во таа насока граѓаните на Кочани, да, они како семејство, како оштетени имаат право од државата да бараат се. Како би го оцениле, бидејќи правевте една анализа пред 2-3 недели, обвинителниот акт еве многу мина гледале, многу мина не гледале, обвинителниот акт околу Кочани и она што се случуваше целиот тој процес кој што беше нели направен, многу обвиненија, многу обвинети на различни нивоа, како би го оцениле сето она што се случуваше? Видете, јас во неколку наврати, значи коментирав и пред поднесување на обвинителниот акт како би препорачал заради ефективност и ефикасност на постапката, главниот претрес, и нели таму предлагав поделба на обвинителниот акт во две насоки. Едната насока беше субјективните слабости, законитите и така натака, и сето она што представуваат криминал и корупција во институциите кои што несоодветно постапувале, не применувале закон, не превзеле соодветни санкции за затварање, давале лиценци, пренамени и така натака и така натака. А на другата страна да се зема дејствија кои што се директно вечерта, организација на настанот, внесување на пиротехника, број на гости, продадени билети и така натака, безбедноста внатре, немање на соодветна апаратура која што е пропишана согласно закона, мора да ја има, немањето на излезите. Значи сето тоа да се со цел да не се доведеме во една ситуација да ја нарушиме ефективноста на постапката. Знаете, еден адвокат или еден од оштетените или бранител нека не дојдат на судење, се одлагат судењето. Знаете, и тоа че одолговлечи постапката, но јавното обвинителство оцени да оди со еден обвинителен акт во кој што ги наведе сите дејствија, многу добро се опишани дејствијата, кој што сторил, кој како сторил, кој зашто, која група на луѓе е обвинета за кој дел, значи со она што викаме во кривичното право и кога го дефинираме поимот на кривичното дело, викаме кој осомничен, односно обвинет сега во конкретниот, со кои дејствија го сторил кривичното дело. Па викаме, тој со тоа што продал толку билети, а имало толку места, тој што внел пиротехника, тој што издал лиценца, тој што не презел дејствија како државен пазарен инспекторат, значи сето тоа е многу добро презентирано, изведени се доказите, посочени се и денеска целокупниот тој доказен материјал. 3,5 месеци од настанот, трагичен, веќе во кривичниот суд го имаме целокупниот доказен материјал и јас како ја оценуваш динамиката, бидејќи Македонија не е позната по брзина на процесуирање работи, особено кога нешто сака да се зацкрие, да не се лажеме модуларната. Така. Се уште трае процесот, нели? Онкологија, немаме абер околу сето тоа, подигнати се некакви обвиненија. Многу време помина. А дел од случаите знаеме како завршија некои од тие што требаше да бидат веќе се некаде каде што не треба да бидат по странство и се. Ова е многу поинаков случај од тој гледен аспект, односно 3,5 месеци после се, обвинителниот акт е веќе онаму каде што треба да биде во судот. Значи, пазете, викаме, согласно законот за кривична постапка, истрагата трае 3+3 месеци. Значи, јавното обвинителство во рок од 3 месеци ја заврши истрагата и поднесе обвинителен акт.
обвинителниот акт, нормално дека оди до основното јавно обвинителство Кочани како стварно и местно надлежно, и после тоа заради цела она постапка што ја зборувавме околу иземање, се помина уште 15 на дена додека се делегираше стварно надлежен суд кој ќе биде, тоа е Скопскиот кривичен суд, и за 3,5 месеци, значи веќе имаме обвинение на оценка. Так. Сега кривичниот суд треба да се произнеси за прифаќање на обвинителниот акт и најверојатно после феријата, после годишните одмори, веќе во септември можеме да зборуваме дека ќе отпочне главниот процес, односно главниот претрес. Така да мислам дека најефикасно, најефективно и многу брзо, согласно закон, иако обвинителството имаше можност уште 3 месеци, но вторите 3 месеци обвинителството може да ги користи, знаете, иако тече главниот претрес, значи може да се прошируваат истрагата и према други лица, обвинителството значи ќе си ги превземат действијата за проширување на истрагата према други лица. Јас очекувам дека во наредните 10 на 15 дена и јавното обвинителство за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал сторени од полициски службеници, дека ќе финишират со истрагата, дека ќе излези со поднесок, така да тоа е друг предмет, втор предмет, и добро е што е одвоен за да се видат сите пропусти кои што се сторени. И јас тука највише и замерам на опозицијата кога сака и кога поднесува интерпелација против министерот за внатрешни работи, затоа што министерот за внатрешни работи ги презема сите действија. Тој веќе втората ден го разреши раководството во СВР Штип и во полициската станица од општа надлежност Кочани. Никој не му забрани на јавниот обвинител Абази да преземи одредени предистражни действија према тие кои што беа разрешени за да не може да влијаат на истрагата која што се водеше, и они си оценува. И наместо опозицијата одговорноста, ако веќе зборуваат за некаква селективност, за некаква субјективност, за некаква неправедност или така натака во истрагата, тогаш требаше целокупното нивно укажување, зборување да биде насочено против обвинителите кои што тие ги избра. Меѓу другото, да, тоа се нивни обвинители, значи тие ги избра. И затоа они не може во најмала рака. Сосема друго беше прашањето од тогаш, во првиот момент, прашањето за морална одговорност, но мислам дека за поздравување е фактот што оваа влада храбро и отворено кажа да, ние ќе равчистиме и ќе спроведиме најзаконита постапка. Му овозможија на државниот јавен обвинител без никакво влијание, без никакви притисоци да спроведи најдобра истрага и да поднесит обвинителни акти. Ајде да ги видиме, сега треба да го застапуваат, сега треба да ги бранат доказите во постапката и така натака, да се соочат со бранителите, доколку некој би се нафатил да биде бранител на сите тие осомничени лица, затоа што трагедијата е многу голема. Ќе се нафатат, знам. Да, по службена должност. Не, по службена должност. Не, за пари ќе се нафатат. Не, по службена должност, да, некои за пари ќе се нафатат, што викате, особено онај дел кој што е субјективните слабости, каде што се министрите, каде што се директорите на државниот пазарен инспекторат, каде што се инспекторите, каде што се и парите. Таму се и парите, таму е и корупцијата, таму се и слабостите, таму се и непревземањето на службени действија кои што биле должни да ги превземат, биле должни тоа да равчистиме. А рибата смрди од главата. Така да мислам дека има што да следиме, и јас затоа ја повикувам целокупната јавност и сите медиуми, значи да го следат процесот, но да информираат објективно. Во интерес на трагедијата и на равчистување, на најзаконито равчистување на целата состојба. Без емоции, кривичното право и кривичната постапка не трпат емоции. Значи тука нема емоции. На сите ни е тешко, на сите ни е жалено, знаете како е? Судијата мора да суди. Обвинителот мора да ги изнеси доказите, бранителот мора да изнеси контрааргументи и така натака. Значи, тоа е постапка, тука нема штот, нема пазар. Не сме на бит пазар, па сега нечум за 20 денари, сакам за 50 денари, или нечум за 50, сакам за... Значи нема. Кривичното право и кривичната постапка не признаваат емоции, исто како што зборував исто за овој медиум, каде што кажав дека
Безбедноста е наука, безбедноста не е мускули. Ама некој досега безбедноста на јавните собири ја сваќаше како изложба на мускули, а не на наука која што треба да провери простор, да очисти простор. Јас кажувам, не дај Боже тамо да имало подметната експлозивна направа. Не дај Боже. Знаете, така да, затоа викам, безбедноста е многу специфична и сакат знаење, сакат умење, сакат искуство. Не е само да застанат билдери и да кажуваат ние сме редари. Не ме пријатно. Не ода така работи. Не ода така работи. Кога би направил едно, неблагодарно е да се прогнозира, но кога би очекувал да речеме, имајќи предвид како досега се одвива работите, ова е обемен процес, ќе биде најобемниот во овој контекст во Македонија, кога би очекувал да речеме првите пресуди да паднат? Па јас би очекувал, значи реално со она ефективно работење на судот и добар состав на судечкиот совет од тројца суди да некаде заврши во рок од 6 месеци главниот претрес, односно да се донеси првостепена пресуда, за да после тоа отпочне жалбената постапка пред апелација. Пред апелација таму ќе имаме обиди за влијание на политиката, она што викам, кога ќе престанат опозиционите партии, особено ДУИ и СДС, да викаат оставка на Тошковски, тогаш знајте дека Тошковски некаде ни се тргнал лево или десно, што викаме, значи, но се додека Тошковски и другите институции, не само сега да биде дека го фалиме само Тошковски, дека ние имаме некоја обврска да го фалиме, значи ниту имаме некоја обврска, ниту било што, но се додека владата и сите институции немаат коруптивен скандал зад себе, се до тогаш очекувам да имаме ефективна правна постапка во сите. Не само овде. Пазете, ние имаме прекрасно расчистување во делот на електростопанство, односно рек Битола. Нели? Имаме прекрасно, тамо сакам тоа да го искоментирам, значи имаме прекрасно расчистување со фиктивниот поврат на ДДВ, каде што станува збор за 60 на 7, може би до 90 на милиони евра на фиктивни фирми, фантом фирми од Косово, со косовари и така натака непознати лица, но се љутам што се уште, не викам се уште, го повикувам, ајде да не викам дека се љутам, го повикувам јавното обвинителство да си преземит одредени предистражни действија и према госпоѓата Сања Лукареска, директорка на управата за јавни приходи, која денеска држеше пресконференција во СДСМ. Таа може да си држи пресконференција колку сакат, како пратеничка. Да, како пратеничка и сите тие пратеници кои што имаат за себе еден куп гревови према Република Македонија, јас сум ги зборувал сите тие и за оние кривични дела од главата 28, тоа се кривичните дела против уставното уредување, нели доведување на Република Македонија во починета состојба и така натака. Тоа сме го коментирале милион пати, бурум обвинителството нека си поведи, но мислам дека госпоѓата Сања Лукареска како пратеник има право да си кажи се, да си изнесит мислење, да си онади тоа, никој не го забранува. На крајот на криштата некој 180.000 гласале за ними, какви се, такви се, но јас го повикувам обвинителството. А посебно ќе ја повикам и Агенцијата за национална безбедност, кога луѓе од политиката, од политичките елити, без разлика дали се власт или опозиција, вршат и даваат изјави со што го рушат авторитетот на Република Македонија и ја доведуваат во починета состојба, она што Филипче упорно не туркат во таа насока на прифаќање на оној германско-француски проект, тој е германско-француски, најмалку е бугарски, бугарите не се ни прашуваат, јас тоа сум го коментирал. Добро, на француски се вика предлогот. Да, не. Поентата е што Германија и Франција долги векови, од 1878 имаат посебен интерес за овој дел од Балканот, каде што рака уште 1878 година на Берлинскиот конгрес, историчарите тоа најдобро го знаат, ставила Англија со кралска лоза и викат Македонија ќе добиете автономија, тогаш ние кога затоа те радува враќањето на Британија овде и затоа што Британија сега па им ги искрши крилата на сите.
и они се свесни дека ќе губат и уште многу ќе губат и Бугарија и Грција, но отом потом ајде да ги оставиме да течат. Да течат работите, нека си течат работите така како што треба да си течат. Добро е што имаме еден таков силен партнер од типот на Бугарија, нели, од типот на Велика Британија, а Бугарија е најмал проблем. Најмал проблем тоа нека тие се како да ви кажам она што викаме лајач на далечински. Так, Значи некој кога треба, да, ќе го притиснете и они си го одработуваат своето што ќе си го одработат, тоа е сосема друга тема, некој пат ќе разговараме и таа тема. Сега да се вратам на Сања Лукареска, значи согласно законот за поврат на ДДВ, закон за ДДВ, не е за поврат, само закон за ДДВ, управата за јавни приходи на секој правен субјект или на секој даночен обврзник што ќе поднеси даночна пријава, дали месечна, тромесечна или годишна за поврат на ДДВ повише од 1000 евра е должна да изврши надзор по кој основ го стекнал правото за поврат на ДДВ од тој износ, а не 90 на милиони се извршен поврат, а не извршиле контрола фантомски фирми, а она не наредила контрола или не е разрешила целата управа за јавни приходи во подрачната единица Струмица. Што знаете што се 90 милиони евра. Так, да. Точно тоа. Значи, и затоа посочувам ова како извор за дознавање за кривично дело, нели јавен повик, затоа го повикав јавното обвинителство да си ја проширит истрагата и према да допре гласот до нив. Да допре гласот до нив, да си ја проширит и према директорката на управата за јавни приходи и према сите други одговорни лица во управата за јавни приходи, затоа што тоа се огромни пари за Република Македонија. Јас ќе ви кажам, еден брод македонски мој плачат луѓето за да се направи патот преку Јасен, кој што кошта 15 на милиони евра, а вамо некој друг ни кради преку ноќ 90 на милиони евра. Так. Мислам дека е трагедија од премногу километри патишта. Да, значи премногу километри патишта и премногу километри, односно премногу детски градинки, училишта, болници, реновирање, реконструкции и така натака. И за сето тоа некој да не ја повика директорката која што беше, па пазете, има еден синдром. Изгледа стално кога СДС поставува човек за директор на управата за јавни приходи, како до 2006 господјата Петра Митева, против која што исто така се водеше постапка за поврат на ДДВ со фантом фирми. Навика ова стана. Изгледа да им станува традиција, што би рекол Заев. Традиција, така да. А они има 7 години власт, 7 години власт има, каде што можеа, значи, се да претресат одработењето на владата на Никола Груевски во управата за јавни приходи, во царинската управа и така натака, и да поднесат соодветни пријави, а не да се претворат со специјалното јавно обвинителство, да се претворат во рекет институција. Така. Се одмотува ли копчето, го спомна ЕСМ? Се изнедрија многу афери во меѓувреме, тука е и фондот за иновации, тука е лотарија на Македонија, онаа пребегушата Артан Грубичи нам се викаше, така. Што беше многу силен, голем фраер, сега што е во бегство меѓу другото. Тука е во бегство и оној Васко Ковачевски што пишуваше прекрасна поезија, патетично нешто не сме виделе за Заев, воздигнувајќи го нели во небесата. Еден куп на такви случаи видовме и се одвиваат, се уште излегуваат, да не речеме катадневно и интересно. Ѓурчевски една работа во минатите 7 години, како што кажа ти, секој ден имавме една до две афери, но сите потекнуваа од тогашната власт. Еве сега се промени власта и повторно што имаме, секој ден имаме афери. Ама сега од сегашната опозиција изнедрени. Многу интересен феномен. Дали се на власт или на опозиција, аферите постојано излегуваат само и од нив. Нешто што многу кажува за ситуацијата. Но еве, се отплеткува ли тоа клопче, бидејќи не се само овие работи, го видовме Крмзов, кој што беше јавна тајна. Видовме нешто што се викаше јаглен, ја го нареков муртински триаголник, грчки јаглен, гори во Македонија, а парите одат на бугарска сметка во Петрич, кај кој друг како не Вице Заев, па замисли на истата адреса да ти има фирма сегашниот председател на СДСМ Филипче, па уште повеќе замисли од фирмата која што е директно
вмешана во ова, добива джип на подарок од 130.000 евра и повторно уште повеќе замисли и тоа јавно обвинителство никако да му текне дека некој добил подарок, а бил функционер во моментот, од 130.000 ни помалку ни повеќе евра, кој што во меѓувреме го има продадено, да не очекуваат граѓаните да го видат дека го вози, нели? Многу симптоматично е сето ова. Видете, значи законот, кривичниот закон предвидел за прием на подароци, до кој износ, каков износ и така натака. Антикорупцијска требало веднаш да си постапи, и треба да постапи по сите овие допрени гласови. Значи ова што вие го искоментиравте за равчистување, односно одмотување на клопчето, да. Меѓу другото, јас и пред 2 месеци мислам дека бев исто гостин со вас, кога разговаравме и за Крнзов, разговаравме и за она што викаме јаглен од Грција, мазут од она што е канцерогениот мазут, канцерогениот кој што ни доваѓаше, од кој што Европа сака да се ослободи и него наплаќат. Она ни го дават поклон само некој да го изнеси од ними за да не им тие го продаваат и го така и ја загадуваат животната средина, што се посебни кривични дела од посебен аспект, каде што обвинителството треба да посвети посебно внимание околу тие и јас во исто така во една прилика кажав дека она давање на пасошот на господинот Јаовски од истите оние судии кои што беа избрани од претходнава гарнитура на власт, сегашна опозиција, нели е само ситуација која што многу ме потсеќат на онај период кога Велија Рамковски нели отиде за неговиот син во Турција да се купи ти државјанство и се, јас ќе легнам во затвор, само синот не ми го чепкајте, иста ситуација е и во конкретниот случај, значи многу е битно синот на Исмаил Јаховски да не легне во затвор, него да си има еден нормален живот со многу пари во Турција и така натака. Така да јас не верувам дека он ќе биде присутен на тие рочишта, можеби на едно-две ќе биде присутен, ама не верувам. Понатака, ајде да видиме, ајде да не изигравам некој светец или некоја баба Ванџа, но да видиме и да чекаме да ја видиме постапката, затоа што некој навистина ако се ставеше забрана за оптоварување и отуѓување на целокупниот имот на семејството Јаховски, тогаш не е спорно да биде пуштен да се брани од слобода. Значи јас за економските кривични дела сум кажал, да, ама ќе му го запленам целиот имот, ќе му забранам да го заложува, да го оптоварува, да го отуѓува и така натака, значи ќе се буцкат во џеб да најдите еден динар. Како што беше кауцијата, ние да брснеме во џеб и да извадиме 200 денари, за него 2 милиони. Така да затоа викам, значи тука треба судот малку повише, ама ајде да не ги коментираме, ние само укажуваме на тие коруптивни скандали кои што ни се случуваат во судството. Тама нели имаме еден судски совет, па тој судски совет валда некој па че нелегитимниот со 5 члена, нелегитимниот со 5 члена, да, барем некому ќе му текни дека тој совет треба да се самораспушти. Мува не ги лази, нели? Да, мува не ги лази, него треба или да почне да работи согласно закон и да врши контрола и надзор над работењето на судиите, затоа што тој ги избира, затоа што тој ја води постапката за избор на суди и така натака, законот е кристално јасен во тој дел и да разреши со овие 5 кои што немаат легитимитет, кои што представниците на народот им изгласаа недоверба и така натака, мислам дека не чекаат многу работа во тој дел, во тие реформи во судството, за да дојдеме во една ситуација да се може, да се нормално да се постапуваат, затоа што јас покрај сите овие случаеви, значи и покрај канцерогениот мазут, и поред јагленот од Грција, и поред она што викаме ЕСМ со адитивите и така натака, и сите скандали, има уште еден многу голем скандал кој што се истражуваат. Имам информации дека се истражуваат, но се уште е во фаза на предистрага, каде што стои директно Трајче Заев со неговите камиони, она е транспорт на јаглен некаде околу измеѓу 200 и 300 милиони евра треба да е набавката. За рек Битола од Албанија, од Косово и така натака, па нели требаше транспорт со железници, па не знам ова, не знам, тоа е еден куп работи. Значи, нека се доистражи, нека се види само.
Но се плашам, обрачот се стеснува? Се стеснуваат кругот, но мислам дека Вице Заев и Трајче Заев, најголемиот братучедот Трајче Заев, што отиде во Австрија, мислам дека најголемиот капитал го испумпа и така да ова сега што ни се случи со равчистување со наркобанда во Струмица што беше апсењето. Да случајно во еден ист регион постојано се фаќаат. Ама ние често пати последниве 2-3 години го коментираме третиот наркоклан Битола, Славеј Прилепско, Прилеп, кај што падна командирот Деја, кај што апсеше без да известат Министерството, Струмица, односно Валандово, каде што имавме неколку кражби и така натака, и лиценците. И зошто не стигнаа да го донесат законот за извоз на цветот од марихуаната, што е исто така германски проект заради каноилот, они се влезени тука во едно производство германците и така натака, значи тоа е долга и широка каде што таа структура одработува едно антимакедонско сценарио во кое што вчера имавме можност малтене да слушам. 100 кила, повторно ќе речеме што знаете што се 100 кила марихуана. Друго сакав да кажам, значи имавме една ситуација каде што еврокомесар со нашиот идентитет сакаше да не навредите. Грешка во чекор, јас мислам истото што го направи, ако се сеќаваш, Урсула фон дер Лајен. Ни читаше од Пиреот во собрание, Петре М. Андреевски чува таа за Лазар Ночовски или за било што, нели? Но еве, таа ни читаше од Пиреј. Не сваќајќи дека со тоа што нема да не одоброволи, туку срамота, не е тој менталитет, не може да паднете на тоа ниво. И ова беше ист обид, лоша проценка, јас не верувам дека сакаше да навреди. Не, пазете, значи тоа е смислено сценарио кое што долги години наназад, Не, ја мислам дека е утна работата. Не, јас ќе ви кажам, јас имам зборувано, сега ќе ве подсетам, вие сте долги години новинар, се сеќавате на Дуња Мијатовиќ? Како не, да. Така, она во 2012 дојде така, она во 2012 дојде овде и зборуваше за некако си немање слобода на медиуми, не знам, за притисоци врз медиуми. Целосно контра владата. И тоа со години траеше. Да, ама вечерта доби едно пакече и другата ден ја смени изјавата. Не, има. Значи, тие овде еврокомесари кои што доваѓаат за нешто сосема друго, а главната поента е дека тие во делот на Македонија, на крајот на краиштата, Љупчо, ова морам да го искоментирам надвор од темава која што работиме. Има една работа. Давањето на бугарски пасоши со улица на живење кај бандерата во Чустендил или во Благоевград е дозволена од Германија. Од Европската унија. Не, лично од Германија. Ако во Германија фатат било чии државјанин без регулиран престој, многу малку го користат црниот печат. Особено за косовари, за албанци, за босанци, за срби и така натака. Ако фатат македонец не црн печат, директно го праќаат, му викаат ало, или ќе одиш да извадиш бугарски пасош или никад нема да влезеш во Западна Европа. Значи ова ви го кажувам од разговори со луѓе кои што биле фатени, кои што илегално престојувале, а се македонци. Царската германска лоза во Бугарија. Точно така, Саксобургоски дојде и си ја заврши работата, им ја заврши. Значи, уште од 905 година Австро-Унгарија води таа силна борба како да создадите еден простор кој што ќе биде контролиран од новата нација која што се создават со декрет на Фердинанд на Австро-Унгарија и Бугарија, која што исто така е кралска лоза нивна. Така да тоа е малку подебела. Подебела, јас жалам што некој па ќе го отвориме и затоа реков, значи чисто германска, цел свет знае дека тие пасоши кои што ги земаат македонците, бугарските пасоши, се чисто од економски причини, под притисок,
и се фалсификати со дозвола на Европската унија. Најголемата вистина ја каже еден познат бугарски аналитичар, поранешен министер, кој што јавно не сакајќи би рекол јас Фројд прозборе од него, кажа дека поентата на внесувањето на бугарите во уставот е добивањето на правата како што ги имаат, да не речам, албанската заедница во Македонија, со тоа што тие ќе ги извадат пасошите извадени во Бугарија и при тоа ќе бараат образование, квоти за вработување и сите бенефити што треба да ги има една голема заедница која што меѓу другото испадна дека е 300 луѓе на минатиот. Само уште ова никој не го спомнувал по медиуми, јас ќе го спомнам. Поведи. Уште од 1878 од формирањето на Бугарија, бугарската влада одвојува 20 до 30% од буџетот за финансирање на врховистичките чети кои што делуваат на подрачје на Пиринска Македонија, на Егејска Македонија и на Централна Македонија, ова што е Вардарска Македонија. Да. И тука се судруваат и се вкрстуваат, нели, екзархијата, патриаршијата, српското влијание, купување на затвореници од младотурците, кои што веќе се видел, пошто Турција го губи суверенитетот, ајде да не навлегуваме во историска тема. Така. Дајте да зборуваме. Само потврда на ова што кажеш пред да одиме со рекламите, најголемиот дел од парите од кинапирањето на Мис Тон, кои што денеска се милиони долари, се потрошени за битка со врховистите во Македонија, така што ништо не, историјата се повторува. Они и денеска од буџетот ги финансираат. Па знаете, овие здруженија што ги формираме, што се формира овде, што деца добиваат огромни пари. Да. За жал. Ке продолжиме на темата и за она што се случува во Македонија, ке зборуваме. Само ова пред рекламите. Затоа Агенцијата за национална безбедност треба силно да работи на тој проблем. Верувам дека си ја работите. Па и јас верувам, ама добро, еве ние да им фрлиме малку топката, да им ја шутниме. Да им ја шутниме топката према ними и нека играат они. Така. Одиме со кусиот блок реклами, со нас е Љубомир Ѓурчевски, се враќаме со другите теми, ќе зборуваме за еден преседан исто така во кој еден градоначелник кажа работи кои што никогаш досега некој не ги кажал контра еден новинар, ќе зборуваме и за Бугарија и за сето она што ни се случува, за картелите македонски поврзани со семејства, фамилии што викаат македонски на некои си поранешни функционери, премиери и сето тоа. Се враќаме по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Љубомир Ѓурчевски. Зборувавме за криминалот, за македонските така наречени картели, кои што и не се баш не картели, но една работа која што се поочевидно се гледа, да не речам од авион, можеби од Марс, се стеснува еден обрач и околу едно семејство, кое што беше познато по многу работи, меѓу другото јавна тајна беше се што се случуваше. Го спомнавме Крмзов, го спомнавме случајот со грчкиот јаглен и со сето тоа. Полека дали работите доаѓаат на место и во овој случај? Видете, полека не само што доаѓаат на место, него факт е дека во оваа година, значи сите истражни органи, не само Министерството за внатрешни работи, да не види дека само не ми ги фалиме, финансиската полиција, управата за јавни приходи, финансиското разузнавање, Агенцијата за национална безбедност, на која што и фрлив топка, Државниот завод за ревизија и така натака, значи силно работат во сите области, се со цел, значи тоа миле на криминогена поврзаност помеѓу организираните криминални групи и политичките елити, односно одредени семејства од политичките елити кои што стана едноставно лидери на тие организирани криминални групи. Значи, ние дел од ними нели ги именувавме и кажавме, каде што дојдовме до една таква ситуација, каде што сето тоа мора многу внимателно, многу законито, заради онај надзор од странците, пошто они се уште се етаблирани во странските кругови, да не се лажиме, они имаат влијание, они чувствуваат некоја заштита. Не случајно сите медиуми зборуваат за некаква инвестиција во Дубај, која што надминуваат можеби милиони евра. Тие милиони... Златната виза која што чини 550.000
евра. Така, значи златните визии, Да. одењето, забавите, пеењето, престојот на лидери од врвот на криминалните структури, нели во Дубај, меѓу кои што нели таму викаме дека и Шевал Муареми и сите оние пари стекнати од криминогените приноси и така натака. Значи факт е дека институциите овде добро соработуваат меѓу себе, а второ имаат честни намери да спроведат и да откријат и да равчицат со тоа милје, и третата работа да спречат коруптивни скандали во самата влада. Што е многу битно во оваа година, што е многу битно. Затоа што ако се влези со коруптивни скандали, тогаш ќе настане едно превирање внатре во владата и ќе имаме едни неубави состојби, вие гледате како и коалиционите партнери се штитат од она што викаме влијанието на одредени политички лидери, кои што со своето насилие се наметна и влегоа во политиката, почнувајќи од Калето, па навака, што во нормална држава тоа не би се случило, него тие би завршиле во затвор, а не да станат пратеници, министри, вице-премиери и така натака, но слабоста на другата политичка елита која што беше мнозинска, која што требаше нели да формират власт, таа де факто ја отстапи власта на таа малцинска структура, но во основа криминогена. Ако сакате, некој пат ќе седнеме и ќе ја анализираме, јас често пати ја препорачувам, нели, кодот на злото да ја земат, ајде да видите каде е формирана УЧК, кој ја финансирал, со кои пари, кои се регрутите на Балканов овде, значи од Балканов, ќе видите че дојдете до еден куп уживатели на опојни дроги, а сето тоа доаѓаат од Германија. Значи формирана во Германија, финансирана од трговијата со дрога, од насилниот, од бруталниот криминал и така натака, и сите тие се вратени за да извршат овде одреден процес. Неслучајно беа разбивањата на терористички кели пред неколку месеци кај нас? Точно тоа. Так. Значи, пазете, затоа што начинот на нивното делување, полека и во Франција, и во Германија, хајде да не речам Белгија и Холандија, но и Белгија и Холандија им се враќат, веќе и во Шведска. И во Шведска им се враќат од тоа шуроварење и регрутирање и создавање на такви групации заради остварување на империалистички цели. Не само на Балканот, него и на други подрачја. И тоа многу тешко ќе биде за одредени структури. И затоа Велика Британија, немој да мислите дека случајно она излезе на крајот на криштата, најголемиот интерес за формирање на заедницата за челик, 50-тите години го има Велика Британија, зашто таа е тогаш најголем производител на челик. Па за да на крајот пред 3-4 години побарат излегување. Значи се откажете од одредени бенефиции. Значи, погледнете, тоа не е случајно. Не е случајно ни нивното доваѓање овде. Но, пак да се вратиме, викаме семејствата на овие политички елити. Вие пазете. Значи, по медиумите, 2018 или 2019, не ме држете за збор за годините и за месеците, се зборуваше за блискоста на Филипче со ќерката на Пановски, која што беше директорка на една од клиниките во клинички центар. Так. И отворете ја малку подлабоко да видите аферата онкологија, скапите биолошки лекови и така натака, и пак врската е таја. 35 милиони евра. Така, ама ќе видите штета на буџетот, многу починати луѓе, да не се лажеме, тие што не ја добивале терапијата, тоа не може да се пазете, тамо не важи ни Хипократова заклетва, не важи ништо. Семејства. Не важи ништо тамо. Но пак ќе дојдите до фамилиарности и врски на фармацевти и власт. Така. Модуларната што е поразлична? Модуларната ништо поразлична. И тој ви е председател на опозиција. И сега
Истиот тој, едно што е председател на опозиција, тоа они нека се дават, ја им препорачувам уште еднаш да го изберат, белки ќе згаснат како партија, со такви лидери ќе згаснат како партија, нема да ни прават штета. Проблемот е што тој излегуваат и ширит на јавни настапи, создават јавно мислење, антимакедонско јавно мислење. Последниот предлог го знаеш негов за наводно лобирале кај сестринските партии во Европа за да се избрише модерен од македонски во извештајот на Европскиот парламент, но ние ќе морало за тоа да го тргнеме многувековен пред македонски идентитет. Го читав и го знам тоа. Епа, затоа реков, тука Агенцијата за национална безбедност во соработка со државниот јавен обвинител и во соработка со Врховниот суд, значи тој е надлежен за издавање на наредби за примена на посебни истражни мерки, треба малку да се позанимаваат, а затоа што директно се оди во доведување на Република на Македонија во починета состојба, односно нарушување на независноста, кривичното дело од членот 308. Така да јас не повикувам за примена на удбашки методи, не сакам некој да ме разбери погрешно да речи што овој полицаец види. Не повикуваш на линч како еден градоначалник. Така, ниту на линч, ниту на било што, него на примена на средства согласно закон за да си ја заштитиме државата од незино продавање, односно прифаќање на капитулантски методи. Но тоа треба да си оди согласно законите, Уставот на Република Македонија и онака како што си е пропишано. А иначе јас на сите во СДС им препорачувам не еден мандат, уште 10 други луѓе како Филипче да најдат, белки ќе се распаднат. Знаете она како викаме, кој ќе начекаш некоја слаба фудбалска екипа им викаш ало уште 10 вакви да регрутирате и наредниот пат ќе дојдеме 20 ќе ви ставиме. Ама не е добро да играш со таков противник. Ти сега замисли, јас сум Реал Мадрид, а играм со некој таму од Мала Речица, па ќе пропадне талентот. Ама сами се виновни. Ако интелектуалците во таа партија не сакаат да се ослободат од криминогените структури внатре во партијата, што треба јас да им ги наметна еден лидер кој што е сива еминенција се уште и го држи оној градоначалник, никој не се извинува за нешто што толку години си во безбедносните служби поминал и сега следиш се. Дали некогаш си слушнал некој градоначалник, па и кмет да бил од системот бугарско-српски, да се закани вака на новинар затоа што кажал нешто што не треба? Воред за тоа има институции, има судови, има постапка, клевети како и да не е, нели? Или е, но си слушнал вакво нешто? Не. Буквално закана. Ама пазете, ни политички лидер, Дали може би пострашно прости што те прекинувам, што ниту Филипче, ниту Заевче што чедо е, тој таму и сите тие работи, настрана е ни муабети околу тоа што се случува со тој човек, па зашто го напишал тоа, но не се огради, партијата не се огради. Ама тоа е нивни проблем. Јас зашто викам? Значи, пази, Љупчо, ние како јавност, зборувам, ние како експерти, укажуваме на интелектуалното крило во таа партија, кое што не е за подценување, да не се лажеме. Го имаше, кој е ли интелектуално? Го имаше, да. Јурчевски нема, кој? Не. Чупеска? Не, Славјанка? Не, има и други, например. Подпредседателката што знае два тројца. Да, значи има и други кои што се тргнати. Па нема веќе тоа збор. Не, има. Тие се тргнаа настрана. Да, се тргнаа, ама тие треба да се вратат затоа што тие внатре во партијата и во државата значеа нешто. Сега, јас како Ѓурчевски, како експерт за безбедност, им кажувам, мало луѓе, ако вие не се вратите, ќе си ја изгубите партијата. Јас ниту сум тамо член, ниту ме интересира. Реагираат од време на време, но малку мина се. Пазете, Софија Кунуска често пати знае да ги искритикуваат максимално, не само таа, него еве чисто неа ја спомнав, нека не ми замерат. Значи госпоѓата Софија Кунуска знаете како да ги искритикуваат и така натака, но такви интелектуалци, такви докажани во своите професии треба да си седнат, да си размислат дали луѓе од типот на ова што го стори Костадин Костадинов со заканите према медиуми, према новинарот, или она што го стори Филипче, или она што го сторил Заев, или она што го сториле другите, дека треба да бидат на чело на партијата, тоа е нивни проблем.
Што имам јас со тоа? Јас само можам од страна да им се смешкам и да им кажувам браво, бе уште полош да донесите, уште така. Значи, најблиските соработници на тој со иницијалите ЗЗ испаднаа кој од кој зборуваме за неговите генерални секретари кои што се веднаш до премиерот двајца поред останаа таму каде што останаа. Зборуваме за Ден Дончев кој што броеше парија, негов соселанец е меѓу другото, нели? Зборуваме за Лидија Димова која што го возеше комбето во шарената и беше исто така вака со него, да не ги набројуваме. Оно што му пишуваше поезија, го споменавме, Аркан Груби му беше прв заменик меѓу другото. Зрашел човекот едноставно. Па затоа викаме, значи целата и сега ако тие таа интелектуална структура, знаете како викавме ние на времето. Кога беа во пржино реформите, Љупчо, Маријан Џорчев, Никола Груевски, кој да биде претседател на партијата и така натака, истото и они тогаш го зборуваа. Додека ВМРО не се ослободи од криминогените структури, до тогаш нема да ќе се распаѓаат како партија, па се одвојува народна, ваква, таква, забавна и така натака, така? Но се седна, се равчисти со таа структура, дојдоа млади сили, нови сили. Потребна е катарза и овде. Да, потребна е катарза, значи чистење, но тоа не можам јас да го направам, да не се лажиме. Не можам јас или вие или било кој. Ние можеме еве вака како јавност да издебатираме и да укажеме. Ако таму има свесни луѓе, а знам дека има многу интелектуалци, треба да речат ве чекај, ало, луѓе се во право што ни кажуваат. Дајте да седнеме, да создадиме една конструктивна опозиција која што е многу битна за нормално функционирање на владата. Таа е коректор на власта. Таа е коректор на власта. И ако тоа не се случи, ако тоа не ни се случи во државава, тогаш власта, знаете, до еден период ќе работи, после тоа ќе се опушти, затоа што знае дека нема конкуренција, дека нема кој да ја сивнит од власт. Она што се случи со минатата власт. Она што се случи со минатата власт. Бидејќи тогаш СДСМ беа катастрофа. Па 10 години катастрофа беа, немаше превирања внатре, одавде, оданде, па странците го наметна овај пиунот, го донесоа наменски, значи тоа е наменско. Помага се срдно, па држаа пресконференции пред влада, правеше некој шарена револуција, се беше од страна. Му спрема затоа што тој беше апарат за глупости. И покрај тоа не победи на изборите, но се не само што не победи, него тој тука ускокна. Се што кажа се му беше глупост. Значи тој беше апарат за дневни глупости. Така да. За дневни глупости. Машинче за тресење зелени и црни така, јас сум бил во Горни Милановац, сум продавал пиперки. И што ако си продавал пиперки? Неговата трета прва љубов беше. Така да, мислам дека апсурдно е да го коментираме. Ние го коментираме за тоа што позади него стои огромен криминал на штета на Република Македонија. Но веруваш дека полека кога е дека се тој мора да се равчисти. Не може да остане без тоа, нема поента. Мора да се равчисти. Знаете зошто? Јас за еден друг медиум, не за вашава куќа, зборував и за приватизацијата целосната и ова и она. Дојдено е време кога, значи треба сите да сватиме дека од Република Македонија за 30 години се изнесени надвор од Република Македонија над 22-3 милијарди евра. Не долари, евра. Може би тоа ќе дојди 27-8 милијарди долари. Знаете што би значило тоа? Македонија да биде на рамниште на Швајцарија. И со производство на храна, и со да не биде зависна од увоз и така натака и така натака. Мислам дека самата состојба, пазете, ова што го коментираме, потроши 32 милијарди евра буџети за 7 години. Значи, без да се види поместен камен. Камен е на камен не стави. Каде се тие пари? Еве, викаме 50% оделе за плати за државната администрација. Што е со другото? Така. Многу работи остануваат отворени, но за тоа во некоја друга прилика времето не измина. Се надевам дека не бевме досадни, не? Па и јас се надевам, мислам дека направивме убава дебата. Да. Направивме убава дебата, отворивме многу теми, повикавме опозицијата да си се реконструират, да си презема действија внатре и да се ослободат од таа криминогена структура, затоа што на ними им сметат. Мене не ми сметат. Така, услуга и за власта, да. Да, услуга за власта. Благодарам што бевте мој гостин. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.